Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Главната расправа за случајот со пожарот во модуларната болница се одложи откако не се појави еден од обвинетите. Во Тетовско Копанце се прослави празникот Василица. По литургијата во црквата беа избрани и новите кумови. Со прозив на новите фудбалски имиња и тренинг, фудбалскиот клуб Тетекс утрово ги започна подготовките во пресрет на пролетниот дел од сезоната. Главната расправа за случајот со пожарот во Тетовската модуларна болница, закажана за денеска, се одложи, откако во судот во Тетово не се појави еден од обвинетите. Судијата ја презакажа за на крајот на овој месец. На 31 јануари ќе продолжи главната расправа за судскиот процес за пожарот во Тетовската модуларна болница, што требаше да се одржи денес. Одложувањето е поради отсуство на еден од обвинетите, Артане Теми, поради смртен случај во семејството и негова влошена здравствена состојба. Требаше да бидат сослушани сведоците на обвинителството, откако претходно беа прочитани писмените докази, што беа предложени од страна на јавниот обвинител. Роднините на загинатите во пожарот, кои треба да сведочат пред судот, сметаат дека има уште виновници кои треба да одговараат. На оваа држава нема правда. Никогаш нема да има правда и немаше правда. А ми очекуваме да има правда и на овие тројца што е сега одговорност на оваа модуларна болница не се овие, има поголем зинџир на овие, има X министерот и тие ги знаат кој е, да дојдат овде и да кажат вистината како се изгори модуларна болница за 5-7 минути. Ние бараме правда и ќе одиме до крај на оваа правда. Пред судот повтор пат се собраа граѓани кои ја искажаа својата поддршка за еден од обвинетите, докторот Бобан Вучевски. Ова е само да се префрли вината на некој што не е виновен. Овој доктор наместо да биде награден за тоа што давал се од себе, тој фактички испадна жртва за некого. Затоа треба да биде праведно судењето и да се донесе правата вина и да се казни оној што е виновникот, затоа што технички прием не го прави докторот, него се знае кој треба да види дали е тоа исправна болницата. Па се собравме да му дадеме поддршка на доктор Бобан, затоа што цело време од кога знае за својата работа, он е со нас. Никогаш не ни рекол не, на секој позив се јавува секаде кога и каде што треба, он секогаш е присутен. Само ме чуди за народов што не е олку, затоа што нема врска ова, ни верска, ни никаква припадност, зашто има многу браќа и сестри албанци што им помогнал, а не ги гледам нигдека, и нашите. Многу наши што има, што им зависел животот, а што го спасил доктор Бобан. За пожарот во кој загинаа 14 лица, обвинетите поранешните директори Флорин Бесими и Артане Теми, докторот Бобан Вучевски, на почетокот на главната расправа во декември се изјаснија дека не се виновни за делото за кое се товарат. Нашата законска регулатива возможува меритократија и вработување на оние кои се најдобри. Сите треба да го спроведуваат законот и процедурите и тоа е единствен начин најдобрите да бидат ангажирани, а секаде каде има злоупотреби да бидат пријавени до надлежните органи, порача премиерот Димитар Ковачевски на денешната пресконференција во владата, одговарајќи на прашање кога ќе престане принципот на партиски вработувања. Нашата законска регулатива и процедури тие токму овозможуваат меритократија и овозможуваат запослување на оние кои што се најдобри. Ако ги погледнете законските решенија, постапките и процедурите. Дали некој злоупотребува? Тоа е прашање за тој кој што можеби злоупотребил одредена постапка. Јас можам да зборувам за мене. Ако ги погледнете и кога сум бил заменик министер за финансии и сега како премиер, погледнете кого јас сум ангажирал да работи.
Сите имаат мои советници поголемо искуство од мене. Ниту еден не е член на политичка партија и благодарение на ангажирање на такви советници, пред се тука мислам на советниците во делот на економијата, даночната политика, енергетските политики и така натаму, благодарение на такви совети, на такви експерти, ние сме држава која што на најдобар можен начин се справи со енергетската и економската криза. Бидејќи ако пред точно една година, бидејќи денес е гласана владата која што јас ја предводам на 16 јануари. Пред една година Скопје немаше парно. Никој не знаеше дали ќе имаме електрична енергија. Немавме обезбедено финансирање на буџетот со оглед на тоа дека до средината на годината со министерот Бесими преговаравме и со ММФ, и со Deutsche Bank, и со Erste Bank и така натаму. Денес ние не зборуваме ниту за недостаток на електрична енергија, не зборуваме ниту за покачена цена на електрична енергија, бидејќи ја намаливме, не зборуваме за недостаток на храна, а знаете дека имавме недостаток од брашно кога стапи оваа влада, не зборуваме за недостаток на рафинирано масло за јадење и веќе зборуваме за намалени цени на основни прехранбени производи. Тоа е резултат кога ќе ангажирате експерти да ви помагаат во работата и јас секогаш сум се придржувал на тоа, бидејќи јас доаѓам од 22 години корпоративен сектор, каде што единствено можете да успеете ако имате тим кој што може да се справи со проблемите. И јас секогаш сум работел во тимови кои што може да се справат со проблеми. Да најдобрите бидат ангажирани, да се спроведува законот и да се спроведуваат процедурите, а секаде каде што има злоупотреби да бидат пријавени во надлежните органи. Министерката Јована Тренчевска денеска изјави дека со новините во Законот за работни односи не се кратат досегашните права во однос на породилното отсуство, туку се дава можност и таткото да се вклучи во грижата на своето дете. А со предлог законот воведуваме 3 нови институти, односно родителско, мајчинство и татковство. Тоа значи дека не се крати сегашното породилно отсуство, односно периодот од 9 месеци, туку напротив, даваме можност и за таткото да се вклучи во грижата на своето дете во првите 2 години од раѓањето на детето и му возможуваме родителско отсуство од 4 месеци. Односно, имаме мајчинство од 5 месеци, тоа е во првите 5 месеци од раѓањето на детето, понатаму 4 месеци родителско отсуство за мајката и 4 месеци родителско отсуство за таткото. Тоа значи дека мајката и таткото може да ги користат заедно, наизменично или еден по друг. Зависи од договорот помеѓу двајцата родители, така може да ги користат овој временски период на отсуство заради раѓање на дете. Дополнително имаме 15 дена предвидено татковство, односно од првиот ден на раѓање на детето, 15 дена доколку се роди едно дете, близнаци или повеќе деца, имаме татковство од 20 дена. Дополнително на оваа право за работниците имаме и неплатено право, односно неплатено отсуство за двајцата родители, за мајката и за таткото во трајање од 2 месеци, кои што може да го користат до 8-годишна возраст на детето. Сето тоа се работи за да ги изедначиме можностите и правата на жените и мажите во процесот на пазарот на труд, за да можеме и таткото да се вклучи во грижата на родителите и за да можеме многу полесно да биде и пристапот, меѓутоа и кариерата на жената додека е на работа. Првите позитивни сигнали на успорување на растот на цените до кој дојде во САД и еврозоната во престојниот период ќе се почувствуваат и во Северна Македонија, уверува Глигор Бишев од Стопанската комора. 2023 година ќе биде година со голем број предизвици. Првиот предизвик ќе биде соборувањето на инфлацијата, без тоа значително негативно да влие врз успорување на економскиот раст. Потоа шоковите кои што доаѓаат од зголемувањето на цените на енергијата и на храната, и третото долгорочното преструктурирање на македонската економија.
кон позелена економија, кон автоматизација, дигитализација, све со цел да стане поконкурентна, подинамична и кој ќе води кон зголемување на животниот стандард. Она што сите го кажа и се постигна консензус, дека мора да постои суштинско партнерство помеѓу деловната заедница и носителите на економските политики. Значи, дискусиите, приносењето на законите, на регулативите, да бидат суштински и да се обиде да се постигне консензус за мерките. И дека секоја мерка што ќе се носи, клучното прашање да биде дали таа мерка ја зголемува конкурентноста и ефикасноста на компаниите. И на тој начин компаниите може да дадат свој придонес за забрзување на економскиот раст и за подобрување на животниот стандард на населението. Во Тетовско Копанце се прослави празникот Василица. По литургијата во црквата беше избран и новиот кум за идната година. Одбележувањето на празникот Василица во населеното место Копанце продолжи и во попладнивните часови во саботата на 14 јануари со богослужба, а веднаш потоа следуваше и ручек за присутните, како и делење на лепче со паричка, при што беше одреден кумот за следната година. Прославата на празникот беше надополнета и со музика. Јас сум Дарко Савецки, сум вечерашниот кум на оваа манифестација. Се надевам дека и до година ќе биде повесело, поубаво. Од мене тоа толку можам да кажем. Јас сум многу среќен што сум станал кум за оваа година. Многу ми е драго. Се надевам дека и поубаво до година ќе организираме. Инаку населеното место Копанце е познато по василичарскиот маскенбал како автентичен начин на прослава на празникот Василица. Следуваат информациите од билтенот на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар вчера привеле 42 годишен гостиварец кој претходно на улица Сретко Крстевски во Гостивар го нарушил јавниот ред и мир. Се однесувал агресивно и одбил наредба на полициските службеници кои преземале службени действија. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за натамошна постапка и против него ќе следува поднесок. 58 годишникот Тетовско Боговиње вчера во СВР Тетово пријавил дека неговите малолетен син и внук во Гостиварски Градец биле физички нападнати од 40 годишникот ова село. На нападот му претходела расправија помеѓу нападнатите малолетници и синот на напаѓачот, а поради нивни недоразбирања пласирани на социјални мрежи. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и против него ќе следува соодветен поднесок. 30 годишна тетовка во СВР Тетово пријавила дека половина час пред тоа нејзиниот невенчан сопруг физички ја нападнал. Се расчистува и документира случајот, пошто на него ќе му биде изготвен соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. СВР Тетово со засилени контроли периодов во угостителските објекти на подрачјето на Тетово и Гостивар со цел превенција и санкционирање на прекршоци од областа на јавниот ред и мир. Полициските службеници на СВР Тетово ги засилија контролните активности во угостителските објекти во кои најчесто престојуваат младите во Гостивар и Тетово, со цел да се превенираат или санкционираат евентуални прекршоци од областа на јавниот ред и мир и посебно престојување на малолетници по законски дозволеното време, како и нивно послужување со алкохолни пијалаци. СВР Тетово потсетува дека консумирањето алкохол во поголеми количини, односно давањето на пијанство на јавно место е прекршок, за кој согласно член 6 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир
е предвидена парична глоба од 50 до 150 евра во динарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово и со апел до сопствениците на угостителски објекти да не им овозможуваат да престојуваат по 24 часот и посебно да не ги послужуваат малолетниците со алкохолни пијалаци, затоа што тоа представува кривично дело за кое според член 204 од Кривичниот законник е предвидена парична или затворска казна од 3 месеци до 3 години. Доколку пак малолетникот е под 14 години, затворската казна се движи од 1 до 5 години. Со прозив на новите фудбалски имиња и тренинг, фудбалскиот клуб Тетекс утрово ги започна подготовките во пресрет на надпреварите во пролетниот дел од сезоната 2022-2023 во рамки на втората фудбалска лига во Македонија. Иако клубот пред известно време се соочи со низа предизвици, новото раководство најавува подобра иднина за клубот, чија главна цел е тој да стане второлигаш. Фудбалскиот клуб Тетекс со подновена екипа ги започна подготовките за серијата нови надпревари во втората лига. Утрово со прозив на новите фудбалери и они од претходната сезона беше представен дел од новоформираниот тим кој што неуморно ќе се подготвува во пресрет на серијата нови надпревари во пролетниот дел од сезоната 2022-2023 во рамки на втората фудбалска лига во Македонија. Иако многумина не веруваат дека Тетекс и со подновена постава може да опстои како второлигаш. Тука се тренерите и целото раководство на клубот со напорна работа и дисциплина да ги демантираат како што велат ваквите тврдења. Нашата екипа беше присутна и на првиот тренинг на подновената екипа на клубот. Денеска овдека на најпрвен ќе се изврши прозивка, значи на новите фудбалери, на оние кои се останати од минатата сезона. Потоа следува тренинг и почеток на припремите, почеток на новата година, да кажеме, фудбалска за Тетекс. Па има и искусни фудбалери, има и фудбалери млади, но во спортот и во фудбалот нема млади и стари, има оние кои може да носат резултат, така и ние ќе се раководиме. Значи Тетекс има една тешка задача, многу и не веруваат дека Тетекс може да обстане во втората лига, но затоа ние ќе се потрудиме да ги убедиме и затоа ќе избираме оние што ќе може да донесат резултати и успеси за Тетекс во новата сезона. Во силна конкуренција во втората фудбалска лига за фудбалскиот клуб Тетекс важен ќе биде секој бод, а главната цел е клубот да остане во лигата. Спаѓаат овие што се од горниот дел, каде што се веќе екипирани, имаат големо бодовно салдо. Значи тука се Гостивар, Вардар, Пелистер, Воска и екипи што се од средината, како што се Детонит, како што се, да речеме, Окрит, Караорман и екипи што се борат во долниот дел, каде што и Тетекс, значи тамо се Борец, Тетекс, Саса, Слога, Виница, Локомотива од Скопје. Така да мислам дека за нас ќе одиме надпревар по надпревар, значи нема јаки и слаби противници, секој бод ќе биде добре дојден, а тоа само по себе значи дека ќе биде голема борба за секој освен бот. Да, Тетекс е во втората лига на според неговиот рейтинг и брендот Тетекс на место кое според мене не би требало да биде, но секогаш и во животот и во спортот има и тешки и убави моменти. Се надеваме дека во новата сезона ќе има повеќе убави моменти и ќе успее Тетекс да остане, затоа што тоа е целта и единствената задача на ова ново раководство на Тетекс. Јас како нов тренер во Тетекс и новите фудбалери и оние што се останати од минатата сезона. Пред извесен период пак клубот доби нов председател, а беа представени и членовите на новиот управен одбор, кои најавија подобра иднина за клубот откако подолго време се справуваше со низа предизвици. Управниот одбор на фудбалскиот клуб Тетекс од Тетово упатува апел за помош и финансиска поддршка за понатамошна успешна работа. Обединети како никогаш досега, сплотени како едно. Бараме можности за да го издигнеме фудбалскиот клуб Тетекс од пепелта и да го постигнеме невозможното. Во услови на сигурен крај на фудбалскиот клуб Тетекс, нашата визија за заеднички спас е единствената опција. Бараме ваша помош и поддршка за да можеме да ја оствариме крајната цел, а тоа е опстанок на фудбалскиот клуб Тетекс во Македонската фудбалска лига, а понатаму и борба за сигурна позиција на врвот на табелата.
Работиме честно, посветено, транспарентно. Секој динар што ќе се собере од вашето спонзорство ќе биде правилно употребен, а за возврат ќе следат бенефити. Во зависност од износот, планирано е името на вашата компанија да се рекламира на паноата на стадионот за време на фудбалските надпревари и или на банерот кој ќе стои за време на пресконференции. За компаниите кои ќе дадат поголем придонес во поддршка во оваа борба, планирано е името на компанијата да стои на опремата на нашите фудбалери. Вашите средства може да ги уплатите на нашата жиросметка во Унибанка, Сдружение Фудбалски клуб Тетекс 1953 Тетово. Бидете и вие дел од оваа успешна приказна на нашата икона ФК Тетекс. Помогнете заеднички да испишеме историја значајна за сите тетовчани. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!